Во излагање во представничкиот дом, демократскиот конгресмен од Нью Джерси Бил Паскрел и неговиот републикански колега од Индијана Марк Саудер стапија во одбрана на уставното име на Република Македонија. Паскрел во средата изрази загриженост за, цитираме, неоснованите обвинувања и неточни информации во резолуцијата 356 на представничкиот дом и ги повика колегите повторно да ја разгледаат целата содржина во неа. Тој потсети дека во резолуцијата постојано се употребува името поранешна Југословенска република Македонија ФИРОМ, иако Република Македонија ја признале 118 нации, вклучувајќи ги и САД. Тој додаде дека Македонија одсекогаш потенцирала дека нема ексклузивно право врз името Македонија во географска, културна, историска и комерцијална конотација. Според конгресменот Паскрел, Македонија во незиниот устав го зајакнала членот за неменливост на границите и оти нема територијални претензии врз соседите. Република Македонија е цврст сојузник на САД и обезбедува војници за мисиите во Ирак и во Авганистан, во период кога бара полноправно членство во Европската унија и НАТО, вели Паскрел. Еден ден претходно републиканскиот конгресмен од Индијана Марк Саудер говореше за Република Македонија како за пријател и произведувач на стабилност. Саудер заврши со оценките дека е дојдено време грчките пријатели да им дозволат на граѓаните на Република Македонија нивното суверено право да го изберат името на нивната земја. Американски конгресмени директно од говорницата на Конгресот ја повикаа Грција да ја признае Македонија под уставното име, а дебатите за античкото време и за Александар Македонски да им ги остават на историчарите. Докажаните лобисти на Македонија, конгресмените Марк Зудер и Бил Паскрел во представничкиот дом побараа ревизија на резолуцијата која во август беше наметната од грчкото лоби во Конгресот и со која од Македонија се бара да прекине со непријателска пропаганда и крадење на историјата. Главниот аргумент дека Македонија го украла името на аеродромот Александар Велики од грчката историја за Паскрел не важи. Се работи за историска фигура од универзално значење, вели конгресменот. Со него се согласува и неговиот колега Марк Зудер. Време е Грција да ги тргне своите забелешки од политичката арена и на историчарите да им ги остави дебатите за Александар Велики и античките македонци. Живееме во сегашноста. Ако сакаат да докажат дека се демократска нација, грците треба да им дозволат на граѓаните на Македонија да се нарекуваат себе си како што секогаш се нарекувале, изјавил Судер пред представничкиот дом. Според 20 конгресмени, Македонија е фактор на стабилност во регионот и докажан сојузник на САД и така треба да биде и третирана. Македонија под уставното име е призната од 118 земји во светот, меѓу нив и од САД, заклучуваат конгресмените, и затоа оваа резолуција според нив е непотребна и конфронтирачка.